Благодарам Ваде на ова линковско вклучување кое што во моментов го реализираме, да знаваме за можноста, односно што точно значи градоначалниците да бидат отповикани преку референдум, односно пред да им заврши 4-годишното владење. За таа цел разговарам утрово со Орце Георгиевски, председател на ЗЕЛСА и градоначалник на општина Киселавода. Пред се ви благодарам за издвоеното време и добро утро. За себе време, чест и задоволство ми е да бидам ваш гостин. Благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Да. Која е причината за иницирање на измените на законот за локалната самоуправа? Тоа ќе не биде првото прашање со оглед на тоа што претпоставувам дека и поголемиот дел од јавноста сака точно да се знае каква можност всушност ќе имаат прво граѓаните, а потоа и како сето тоа ќе функционира. Па добро, најпрво морам да споменам дека ова иницијатива произлезе од управниот одбор на ЗЕЛС уште пред нешто повеќе од година дена, земајќи ја во предвид пред се состојбата и случувањата со градот Скопје, но секако и она што се случувало можеби години наназад на секаде низ Републиката, земајќи во предвид дека и сега во моментов имаме и градоначалници кои што одлично се работат својата работа, имаме некои кои што ја работат на задоволително ниво можеби, но имаме и градоначалници кои што де факто го имаат очекувањата од граѓаните и она што го ветиле како програма, граѓаните го доживуваат како разочарување во одредени општини, земајќи го сето тоа во предвид, а земајќи и дополнително во предвид од друга страна дека пак градоначалници се единствени кои што се недопирливи политичари во нашата земја, на кои што мандатот не може пред време да им биде одземен. Сметавме дека е добро и неопходно да повторно моќта се даде кај суверенот, кај оној кој што ги бира градоначалниците, а тоа е оној кој што единствено легитимно има и моќта да го одземе мандатот, тоа е народот, граѓаните. Затоа беше иницирано ова за да претрпи законски измени, постоечкиот законски текст, и сметаме дека работните групи за многу брзо време од денес ќе изнесат одредено решение кое што ќе биде достапно во јавноста. И јас говорев често пати изминатиот период за она што јас лично сметам дека е добро како модел, а тоа е да граѓаните референдумски можат да отповикаат градоначалник, и верувам дека и мнозинството од експертската јавност, но и останатите кои што работат во работните групи ќе се сложат со истото. Да, воедно со ова одговоривте и на следното прашање, односно што точно значи можноста градоначалниците да бидат отповикувани преку референдум, односно како што споделивте да се врати моќта и да се слушна мислењето и ставот на граѓаните. Меѓутоа, од другата страна пак, каков е вашиот став во однос на градоначалниците, доколку имаме ваква опција, колку ќе се зголеми кај нив работата, дали ќе бидат помотивирани да работат поактивно? Па видете, јас вака најпросто би го објаснил моментот. Јас сега во 21. век има одредени прашања во мојата општина кои што ги решавам, а станува збор за подземна инфраструктура, тоа е водоснабдување или пак фекална канализација и така натаму многу други проблеми кои што не биле решени 30, 40, 50 години назад. Сите градоначалници во кампањата излегуваме со програма. Но откако ќе не избере народот, од кога ќе не ја дадат поддршка граѓаните, нема начин како да се постапи врз градоначалникот. Во овој случај, доколку се направат законските измени, било кој во перспектива од моментот кога ќе стане градоначалник, ќе знае дека како што граѓаните му дале можност и моќ да управува со средината во која што живее, да ги менува работите на подобро, ќе мора тоа и да го испорача. Една програма не се остварува можеби за година дена, за 2 години, но еден мандат е повеќе од доволен да ги задоволите сите потреби на граѓаните, оние кои што се најнеопходни од една страна, од друга страна пак да ги испорачате ветувањата онака како што сте настапиле пред изборите. Ова сметам дека сериозно во перспектива ќе предизвика состојба од која што секој кој што ќе се допре за кваката првиот ден, за вратата која што значи влез во неговиот кабинет, ќе знае дека за многу брзо од тогаш, доколку не работи во служба на граѓаните, во интерес на граѓаните и само за нив, ќе има можност да биде отповикан и да му заврши предвремено мандатот. За жал до сега немало, повторно ќе кажам, таква опција и затоа многу градоначалници, исто така имаме еден еклатантен пример, тоа е градоначалничката на градот Скопје, кој што го помина својот мандат во хибернација, дури ајде знаете има и состојба, некојаш граѓаните често велат
подобро е ништо да не работи отколку да преземе действие, како што е случајот со градот Скопје. Гледаме дека градоначалничката дури ако преземе некое действие, од тоа имаат штета граѓаните. Така да во перспектива на овој начин се извинувам ќе бидат спречени според мене, но и според сите останати мои колеги ваков тип на девијантни појави, и ова е една измена на крајот на денот која што ќе предизвика само поголема моќ повторно во рацете на граѓаните и на народот наш. Така сакав и да го заокружиме разговорот, кога граѓаните имаат моќ, тогаш и одговорноста е дупло поголема. Ви благодарам за денешното вклучување. Благодараме вам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Орце Ѓоргиевски, председател на ЗЕЛС и градоначалник на општина Киселавода во однос на иницијативата за можноста градоначалниците да бидат отповекувани преку референдум пред да им заврши 4-годишниот мандат, со цел граѓаните да имаат начин и можност како да искажат одредено незадоволство од владењето на поединечни градоначалници, и тоа беше темата на ова линковско вклучување.